Добро вечер, почитувани гледачи. Вие го следите отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва акцент ставаме на економијата. Колкав данок плати македонската економија ако ја сумираме состојбата, односно заклучиме дека повеќе од една година земјава е во криза. На оваа тема за последиците и ефектите, штетите кои ги трпи бизнисот, дебатираме со моите и ваши гости. Данела Арсовска, председател на Сојузот на стопанските комори. Добро вечер и добре дојдовте во студиото на телевизија Нова. Со нас вечерва и првиот човек на Стопанската комора на Северозападна Македонија, Неби Хоџа. Добро вечер и за вас. Вие сте прв пат во телевизија Нова. Ви благодарам што дојдовте. Компаниите подолг период се во криза. Речиси една година Македонија живее низ политички турбуленции. Колкав данок платија компаниите? Како им оди на бизнисот? Бизнисот алармира веќе долг период наназад дека оваа политичка криза навистина е нешто кое што долгорочни негативни ефекти ќе има врз стопанството во целост. Она кое што се обидуваме да дадеме на знаење на сите чинители кои што се во креирањето на оваа политичка криза, можеме да кажеме, е дека за разлика од она што се случува во политиката, во економијата, во стопанството и во бизнисот, последиците кои што ќе произлезат од целата оваа нестабилност се навистина долгорочни. Треба да се обрне внимание на што би значило тоа не зборуваме за години, туку можеби и за деценијата која што доаѓа, која што следи, од аспект на сите оние, да кажеме, последици, негативни ефекти кои што настанале од ова забавување на економијата, кои што нема да можеме да ги достигнеме во наредните години. Од аспект на инвестиции е едниот дел кроз која призма треба да го гледаме, значи не ефектуирањето на сето она кое што стопанството го имало зацртано и планирано, што влијае на целокупниот економски раст, значи оние проекти кои што ги имавме, сме свесни дека е невозможно сега во оваа фаза ниту да се остварат, ниту пак да дадеме прецизен податок кога не знаеме што ќе се одвива на политички план, што ќе се одвива и на економски план. Значи, затоа бројките тука се е нешто со кое што не можеме слободно да манипулираме и да кажуваме кога имаме ситуација со факти, со бројки со кои што располагаме, во овој случај тоа го немаме. Вториот сегмент на кој што ќе влијае многу е сегментот на намалувањето на невработеноста, кој што исто така еден сегмент кој што значително влијае на економскиот раст. Не може да се зборува за намалување на невработеност, за зголемување на бројот на работни места новоотворени кои што ќе се планираат во ниту еден сегмент на стопанството, кога немаме стабилна прво политичка, а понатаму нормално и економска стабилност во Република Македонија. Хоџа, на стопанствениците им треба прилично стабилност, како што вели и председателката на ССК, за да тие ги реализираат веќе започнатите инвестиции. Штетите можеби допрва ќе се проценуваат колкави се врз бизнисот. Што велат вашите членките на Стопанската комора на Северозападна Македонија во однос на водењето бизнис во вакви исклучително тешки времиња? Ние веќе година дена од сега, од кога веќе почнав ја како председател на комората, излеговме со еден став, значи, за антикризни мерки насочени кон политичките партии. Од тогаш, значи, идејата и целта ни беше како комора, значи, да излеземе со еден став и да бараме јасни барања од политичарите за да се воздржат од нивните лични интереси, него да као нивна цел да биде, значи, државата и економскиот аспект на државата, за да ние како член, како бизнисмени или како стопанственици во тој дел да имаме, значи, подлога и да имаме некоја перспектива за реализирање и успех во нашиот бизнис. Се разбира дека за такви околности политичарите треба да бидат повоздржани, да бидат поодговорни и да внимаваат во нивните постапки за тоа да не се пренесе во економскиот дел, кај што тоа е веќе и
една многу осетлива гранка кај што не само ние како домашни бизнисмени стопанственици, меѓутоа проблемот е што во тој контекст кога немаме стабилност, странските инвеститори или партнерите кои што ги имаме, што соработуваме, се во ситуација која што е во очекување на подобри услови за почнување или инвестирање на некоја покапитална инвестиција за нов бизнис и така натаму. Веднаш по започнувањето на ова политичка криза имаше апели што побрзо да заврши таа, но ако сумираме една година по кризата и Централната банка минатиот месец реагираше, односно донесе низа мерки. Александра Спасовска во живо од дескот на телевизија Нова. Александра, токму гувернерот на Народната банка рече дека презема мерки, ја зголеми основната каматна стапка за да се стабилизира состојбата. Сега стасуваат апели дека состојбата полека е смирена. Ако имавме навала поменувачниците и банките за купување на девизи и за повлекување на депозити, сега каква е во моментов состојбата? Што велат твоите последни информации? Денеска гувернерот на Народната банка Димитар Бобов во интервју за Reuters вели дека целосно е стопирано повлекувањето на депозитите од банките. Ова беше случај на крајот на април, кога според гувернерот во последната недела од месец април повлечени се за 1,8% од вкупните депозити на граѓаните во банките или околу 3,6 милиарди евра. Тој во денешното интервју на Reuters вели дека сега ситуацијата е целосно под контрола, освен што не се повлекуваат депозити, граѓаните и фирмите веќе почнуваат и да ги враќаат своите штедни влогови во банките. Тој потенцира дека мерките кои што ги донесе Народната банка во мај месец дека ги дале своите резултати. Она што го кажува гувернерот е дека во моментов не размислуваат за повторна корекција на референтната каматна стапка како што беше случај во април, ќе ја намалат во случај на целосно стабилизирање на политичката криза, односно кога политичката ситуација ќе биде целосно завршена. Да, Александра, но веднаш откако Централната банка реагираше и ја зголеми референтната каматна стапка, сега гледаме дека и дел од деловните банки, иако најавија дека нема веднаш да прават корекција на каматните стапки, сепак имаме можност да видиме дека банките, некои од нив ги зголемија каматите. За колкав процент и кои деловни банки? Председател на Сдруженијето на банкари Коста Митровски истакна дека ги следат мерките на Народната банка и дека во моментот не очекуваат дека ќе има зголемување на каматите, меѓутоа веќе банките почнаа да ги зголемуваат каматите не само на депозитите, туку и на кредитите, и тоа само за денарски депозити и кредити. Прва излезе Комерцијална банка која што поголеми каматни стапки на депозитите и на кредитите планира да воведе од месец јуни. Дали другите банки ќе го следат примерот на Комерцијална банка ќе останува да видиме во следниот период, меѓутоа мерките кои што ги донесе Народната банка ефективно се рефлектираат врз банкарскиот систем. Од банките, телевизија Нова продолжува и натаму да ги следи состојбите и во банкарскиот сектор, но и во економијата. Колку последниот потек на Централната банка, но и сигналот кој потоа го следат дел од деловните банки, ќе влијае врз онака тешкиот пристап до капитал од страна на бизнис секторот? Тоа што Централната банка превзема некои чекори со кои што би требало да се неутрализираат овие негативни ефекти кои што моменталната ситуација се предвидуваат дека ќе ги има, е нешто кое што е нормално и не се обидува да амортизира што би бил и да го предвиди кој би бил следниот чекор. Секако ова беше во насока на тоа да се спречи на првонастаната паника која што имаше најпрво меѓу населението и оние кои што се можеби недоволно информирани за кои се моменталните ситуации. Од друга страна, во бизнес секторот јас не верувам дека ќе има некои особени поместувања, затоа што таму, како што знаете, пристапот до финансиите во секој случај не можеме да кажеме дека е отежнат, затоа што фактичката состојба сите ја знаеме. Таа се должи на оние каматни стапки кои што чекаме со години веќе да се намалат на пристапни
каматни стапки кои што би биле за бизнес секторот, таа од една страна, а од втора страна нели нормално банките да ги пресметаат малку своите ризици и да влезат во одредени инвестиции, да кажеме, во стопанството и да се појават како кредитор кој што ќе ги следи компаниите, а не само кој што ќе ги наплаќа оние своји камати и провизии, како што кажа во обраќањето нели колешката. Каков е пристапот до свежи пари и дали од почетокот на политичката криза се потешко се доаѓа до банкарски кредит? Кои се информациите на бизнис секторот? Па, претежно компаниите кои веќе подолго време се во соработка со банките, тие во некој начин тој однос кон банките го очекуваат во позитивна смисла, бидејќи банките, како што знаеме, во последно време во Македонија се во поголема конкуренција, така да и интересот нивен е значи да ги задржат нивните членки или да го зголемат бројот на членки или на клиенти, да кажам. Поентата е дека кај нас, за да се успее во бизнисот, нормално секој си има некој таргет на заработка за да ја постигне целта. Во овој случај кај нас, значи, каматните стапки на банките сепак би рекол дека се уште на високо ниво, земајќи ги во обзир, пример, во европските држави, во европските земји, каде што каматните стапки изнесуваат од 1 до 2%, значи ние сме на уште високо ниво и тоа е малце во овие кризни времења за нашите компании, значи една ситуација каде што им се остава малце простор за заработка. Значи, гледавме и по изјавата на вашата колешка дека заработката на банките значи е дуплирана во однос на приватните бизниси во Македонија, каде што во вакви ситуации, нарочито средните и малите бизниси едва и обстојуваат, така да мислам дека треба да се воздржат за во тие каматни ставки дури да размислат да идат надолу, а не напротив да ги зголемат каматите, пошто знаеме дека Централната банка се ја големи нивната стапка, значи на банките им оставаат помал геп за заработка. Тоа е, значи, ситуација која што може меѓусебно тие да го средат, меѓутоа мислам дека за бизнисите не би требало да идат стапките нагоре, пошто и те така тие се во тешки, мислам, економски ситуации. Така, тука правиме мала пауза за реклами. Веднаш потоа се враќаме со вечерашната дискусија во отвореното студио на телевизија Нова. Гледајте не. Повеќе од 20 години ние го обновуваме минатото. Ние ја градиме иднината. Трансмет. 20 години боледувам од белодробно заболување. Болеста е обструктивна. Често останувам без кислород. Не може да дишам, особено кога воздухот е загаден и има. Но се гушев на пролет и на есен, кога цветаат дрвата. Знае 2 до 3 пати годишно да поминам во болница, но за мене имало спас, верувајте. Веќе 2 години користам Г Натурал зелено пакување и се чувствувам одлично. Го подигнав имуниот систем и што е најважно се, почнав нормално да дишам. Г 132 плюс Натурал е мојот избор. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Вечерва дебатираме за економијата и за штетите кои ги трпи бизнисот од политичката криза. Со мене и со вас во отвореното студио на телевизија Нова се првите луѓе на стопанските комори, на Сојузот на стопанските комори Данила Арсовска и на Стопанската комора на Северозападна Македонија Неби Хоџа.
Арсовска, рековме дека штетите допрва ќе се калкулираат и ќе се прават тие пресметки ако се земе во предвид дека Македонија повеќе од година дена живее во криза. Економијата е можеби заложник на ова политичка криза. Проекциите за растот лани се очекуваше економијата да заврши со 4%, сепак поради политичката криза тој процент остана на 3,7%. Што велат прогнозите сега? Колкав данок можеби ќе плати македонската економија токму поради случувањата на политички план? Па добро, нашата иницијална проекција со која што излеговме беше околу 3,5%. Она која што го слушнавме од гувернерот кореспондираше иницијално со оние проекции кои што исто така ние ги имаме. Меѓутоа таму излегува и некоја варијанта за песимистичко или да кажеме поцрно сценарио, кое што јас сепак верувам дека Република Македонија како економија која што во континуитет има економски раст, дека од една страна она кое што го сметаме за, да кажеме, двигател на економијата, тоа се оние капитални инвестиции, се она кое што се константна и кое што нема да дозволи намалување на економскиот раст. Затоа и не верувам дека она песимистичко сценарио кое што гувернерот го даде како опција би се остварило. Повеќе верувам на онаа втората варијанта дека ќе имаме сепак добра година водена од овие капитални и инфраструктурни проекти кои што го заживуваат нашиот градежен сектор најпрвен и тие се компаниите кои што најмногу работат и делуваат. Меѓутоа, па од друга страна, она кое што треба да нас загрижува е што би значило дека овие капитални инфраструктурни проекти се нешто кое што има свој циклус, свој почеток и свој крај. Меѓутоа, двигателот на секоја економија се малите и средни предпријатија кои што ги движат некаде и до 90% на колку имаат тие удел во целокупната економија на едно здраво општество кое што е поставено на нозе, каде што се стимулира растот и зголемувањето на стопанството и на здравите бизнеси. Она кон кое што би требало да се цели е на навистина долгорочна стратегија за развој на приватниот сектор, како двигател на економијата, значи да не спиеме само на ова дека овие инфраструктурни капитални инвестиции кои што во секој случај се позитивни затоа што тие како субконтрактори ги имаат сите оние македонски компании кои што работат во овие да речеме главни сектори како што е градежништвото. Меѓутоа што ќе се случи потоа? Тој циклус почнува, завршува, има свој почеток, свој крај. Средствата кои што се земени, нормално понатаму треба да почнат да се враќаат, да се отплаќаат. Тие циклуси нормално мора и да се завршат и истите да се стават во употреба. Меѓутоа, доколку по-нивното завршување и по-нивното ставање во функција нема кој да ги користи, истото нормално ќе има навистина негативен ефект врз целокупната економија. Столбот на македонската економија треба да биде реалниот сектор, бизнис секторот, македонското стопанство, малите и средните предпријатија. Големите компании, колку и да ние сакаме да кажеме дека имаме големи компании во Република Македонија, навистина се бројат на прсти. Што веќе и во генерално во светски рамки, ако сакаме да зборуваме за голема компанија, во тој случај ако пандан ни се било која од индустријските држави како што се Германија, Америка, Кина или било која од нив да ја земеме за пример, во таа паралела тогаш ние воопшто ниту имаме големи компании во Република Македонија. Значи зборуваме за мали и средни предпријатија кои што работат, кои што функционираат, кои што треба целиот свој век да го посветат на македонското стопанство и на неговиот развој, да придонесат за намалување на невоработеноста, да го дадат свој допринос од аспект како што го даваат и до сега во даноците, во придонесите и да се темели нашето стопанство, нашата економија на нив како еден столб кој што е цврст и кој што навистина луѓето од Македонија инвестираат во сопствените капацитети и во градењето на сопствените бизниси. Она на кое што исто така треба да се обрне особено внимание е дека сите овие мали и средни бизниси без да се посвети стимул, субвенција, и тоа не зборам само од аспект на овие материјални субвенции кои што ги добиваат, туку едноставно градење на нивните капацитети за понатаму да продолжат да функционираат. Сметам дека на долг рок, значи македонската економија нема да може да го одржи овој раст кој што го имаме сега во моментот.
Хоџа Арсовска вели дека главен двигател на македонското стопанство, на македонската економија треба да биде реалниот сектор, малите и средни фирми, но тие пак се и оние кои што во моментов се најпогодени од политичката криза и од случувањата дома. Каков стимул е потребен на економијата и на малите и средни фирми? Па, како што веќе нагласи, повеќе од 95% во Македонија, значи малите и средни предпријатија се тие што придонесуваат во економијата на државата и мислам дека треба да се насочиме повеќе кон тие компании за да ги поттикнеме, да ги охрабриме и да ги заштитиме во ситуација која се неизвестна и тие се најосетливи компании каде што еден политички незрел потез може да наштети многу повеќе него на некоја голема компанија која што веќе има поставено и иерархија, има и ресурси и сите капацитети. Поентата е, значи, тие мали и средни компании да можат заеднички да се организираат во склоп како што се нашите комори, за да ние бидеме тие што би ги охрабриле и би ги промовирале во однос на сите случувања во политиката. Потоа имаме исто така кадри, нови студенти кои што веќе се спремни за да бидат дел од бизнисот или од економијата и мислам дека и тука треба да се насочиме во однос на тоа, значи не само да ги охрабриме, да ги вработиме, него да направиме као стартап проекти или инкубатори каде што тие млади, тие идеи нивни би можеле компаниите кои се веќе стабилни и успешни, за да тие млади кадри да бидат некои наши идни бизнисмени со нивните проекти кои што веќе поголем број од нив ги презентираат и пред коморите и пред компаниите. И тука треба повеќе да се насочиме, значи тој дел од млади луѓе треба да ги поттикнеме, пошто веќе имаме и некои информации дека поголемиот дел од младите кои завршуваат факултети при нас, при нашите универзитети, значи тие се секогаш насочени кон западот и тоа е проблем дека дел од интелектот на нашата држава, значи ни бега надвор од државата, што значи дека треба повеќе да се насочиме во тој аспект, значи да ги задржиме, за да имаме поубава перспектива за младите и за воопшто во нашето општество. Така е, за домашните компании да влезат во нови инвестиции им треба сигурност и стабилност, но тоа не е случај само со домашните, туку и со странските компании. Љупка Камчева ја имаме во живо од редакцијата на телевизија Нова. Љупка, и ти по долг период ги следиш најновите економски случувања, заедно ги сумираме и штетите кои ги трпи бизнисот. Најважно за стопанствениците е стабилност и сигурност. Видовме дека и странските компании го бараат истото. За 2 дена имаше влез на 2 нови странски компании, но сепак станува збор за веќе присутни компании кои по долг период се во Македонија, Ванхул и Джонсон Контролс. Кои се информациите од компаниите и од домашните и од странските? Може ли да чекаме нови инвестиции? Тие во изјава велат дека тие немаат откажување на нарачките, меѓутоа велат дека странските партнери ги откажуваат посетите. Милиони
компании, оние кои што прашуваат и се интересираат да бараат својата сигурност и стабилност, меѓутоа според информациите од надлежните институции засега нема откажување на оние најавени инвестиции кои што треба да се реализираат до крајот на оваа година. Љупка, колку влезот на странските компании во зоните ги мобилизираше и домашните фирми да почнат бизнис и да градат капацитети и фабрики во слободните зони? Имаме светли примери. Така е, имаме конкретни примери, значи влезот на странските инвестиции не станува збор само за отварање на нови работни места, туку станува збор и за предоставување на трансфер на знаење, меѓутоа и зголемена соработка со домашните компании, што порадно тоа и не беше случај. Сега, например, со странските компании имаме една бројка од 500 домашни компании кои што соработуваат со странските компании, а веќе применуваат и високи технологии кои што досега не биле познати за овие компании. Љупка Камчева, ти благодарам за информациите кои ги сподели со нашите гледачи и гости кои што се во отвореното студио на телевизија Нова. Слушнавме, засега нема откажување на странските инвестиции кои планираат да вложат во Македонија, но можеби постои воздржаност кај некои нови кои гледаат Македонија на мапата како дестинација за водење бизнис. Колку во ваков период кога имаме политичка нестабилност, развојните проекти фирмите ги чуваат во своите фиоки? Тема на која што зборуваме веќе година и нешто колку што трае целата оваа нестабилност во Република Македонија. Ниту може да се очекува дека компаниите ќе посегнат по некои големи инвестициски зафати кога се работи за нестабилност и за неизвестност. Кога не знаете што носи утрото, тогаш е многу би било чудно некој да превземе толкави ризици и да планира нешто, особено нешто да планираш доколку се работи за поголема инвестиција, за подигање на кредити и за планирање на долг рок. Што се однесува до оние краткорочни инвестиции, day to day, нешто што би се остварувало во многу кратки рокови, компаниите се трудат да се движат напред, затоа што секое застанување од тој аспект би значило можеби изумирање на бизнисот, на фирмата. Во секој случај ние тука внатре во Република Македонија градиме едно стабилно стопанство кое што се темели на конкурентност. Значи, доколку вие не сте оние кои што се движите напред, вашата конкуренција нормално е дека ќе ве претекне и ќе го земе колачот од работата кој што би требало вие да го имате како компанија. Затоа компаниите се трудат да бидат во од и да се движат сепак нанапред, меѓутоа не е тоа нешто кое што би било на долг рок со превземање на некои зафати кои што би биле поголеми, поризични, нешто на кое што сме биле сведоци претходно и нормално се трудат да ги минимизираат сите оние проекти кои што ги имале предвидено од аспект на тоа да не си го доведат сопствениот бизнис во некоја ризична ситуација, а нормално преку тоа и сопствениот капитал. Во секој случај, она кое што го гледаме од аспект на странските инвестиции е за поздравување, затоа што тие од една страна соработуваат многу блиску со македонските компании, ги имаат за своји подизведувачи, ги имаат за своји добавувачи и е навистина една добра пракса која што се воспостави во изминатата година. Второ, трансферот на знаење, високи технологии, нешто во кое што ние сме немале многу искуство како стопанство. Гледаме да изградиме собствени капацитети и некој кој што би можел со истиот бизнис, можеби и со овие високи технологии да се бави понатаму да отпочне собствен бизнис кој што би бил, можеби здрав конкурент на овие странски инвеститори во текот на наредните години во Република Македонија. Допринесуваат навистина многу за зголемување на извозот на Република Македонија, што значително го намалува оној трговски дефицит кој што го имаме. Меѓутоа, во Република Македонија, повторно кажувам, нашата економија треба да ја темелиме на домашното стопанство, да гледаме да ги развиваме македонските бизниси и да направиме една стратегија која што би имала за таргет развој на сите оние бизниси за кои што производи или услуги македонското стопанство во овој момент е увозно зависно.
Значи, што би означало тоа? Би било добро доколку можат македонските бизниси да се посветат на се она кое што во овој момент го увезуваме, да почнеме сами да го произведуваме, независно дали се работи за производ или за услуга, и така би биле се помалку увозно зависни, трговскиот дефицит би бил се помал и помал, таа разлика која што ја имаме, тој гап кој што го имаме, би бил помал, и сето тоа нели нормално на бенефит на македонското стопанство и на зголемување на бројот на работните места. Меѓутоа, истото повторно е врзано со една здрава стратегија, најпрвен која што мора да се направи за развој на стопанството, на реал секторот, на приватниот сектор, а вториот чекор, предуслов за сите овие работи да се дискутираат понатаму, е стабилна политичка ситуација како услов за стабилни економски текови. Хоџа, ќари бенефит од влезот на странските инвестиции секако имаат и домашните компании. Видовме дека има и веќе примери на домашни фирми кои градат фабрики во слободните економски зони. Има ли кондиција и капацитет македонското стопанство да се сврти кон зголемено производство за да го намали увозот и Македонија како земја да биде помалку увозно зависна? Па, влезот на странските инвеститори во слободните зони е стварно еден убав пример, и тоа е придобивка за нашата држава и нашите компании. Меѓутоа би се насочил на тоа дека соработката со странските инвеститори и нашите произведувачи не е на задоволувачко ниво, што значи дека ангажманот или соработката со нашите домашни компании со странските инвеститори во слободните зони треба да биде на повисоко ниво, за да ние како домашни компании имаме поголем бенефит од тоа. Што се однесува исто така до слободните зони и третманот на државата кон слободните зони, мислам дека што се однесува во делот на северо-западна Македонија, односот е малку да кажам као дискриминаторски, затоа што повеќе сите инвеститори се мислам во делот на Скопје или во другите делови на Македонија. Добро, а имаме дека имаме и во Тетово. Во Тетово имаме слободна зона, меѓутоа тој дел, значи инвестициите во слободната зона во Тетово не е на задоволувачко ниво, и инвестициите некако идат многу поспоро него во другиот дел на слободните зони. Исто така, слободната зона во Тетово нема конекција со автопатот, кој што е на многу блиска оддалеченост од слободната зона. Значи, тој дел треба да се интервенира, да се приближи, значи, кон автопатот, за да има пристап и побрз развој на бизнисот во таа зона. Имаме дел кај што во Скопје, во околината на Скопје немаме слободна зона, меѓутоа имаме бизнис зона која се наречува Визбегово, каде што имаме компании кои веќе имаме информации дека имаат обрт негде од околу 350 милиони евра годишно, а имаат барања основни од аспект на инфраструктура, на водовод, канализација, телефонски и електронски инсталации. Значи, во тој аспект исто мислам дека треба да се насочи повеќе политиката и нивните барања да се реализираат на побрз временски период, затоа што тука не осим тој обрт, него имаме негде вработени околу 5000 луѓе, што не е за запослување. И, значи, сите инвестиции, сите компании кои што се во Визбегово се претежно сопствени или приватни инвестиции. Значи, тука државата нема удел воопшто. Сите се приватни компании кои што се инвестирани со нивните средства и инфраструктурата е важна за почнување бизнис. Ако досега Скопје, односно Бунарџик беше центарот, сега има можности и другите зони. Гледаме дека фабрики се градат и веќе има компании странски кои вложуваат и во останатите зони низ државава. Тука правиме куса пауза и продолжуваме со вечерашната дискусија.
Сите се сеќаваме на својот прв дом, на моментите поминати со мама во кујната. И како да беше вчера кога правевме детски лудории. Се сеќаваме на својот 6-ти роден ден. На нештата кои не сакавме да ги делиме со никого. И на моментите поминати со оние што ги сакаме. 60 години го споделуваме светот на вкусовите. Витаминка. За енергија, за здраво тело, за убаво тело, за љубов. Кога најмодерната технологија на производство ќе се соедини со 60 години искуство и традиција, се создава вистински квалитет за оние кои користат оптимално и оние кои сакаат максимално. Нови моторни масла Максима и Оптима од рафинеријата за масло Модрича, Нестро. Моје име е Кенан Мандра и јас сум с помоќ липосукцијске исхране успео да смршевим 10 кг за само 10 дана. Без размислување прифатив да почнам со таа така наречена кура од 20 дена, каде што за неполни 20 дена со нивните шејкови кои што се прекрасни, успеав да ослабнам 8 кила. И за 3 месеца откако престанав со тие шејкови, ни еден килограм не вратив, значи ни еден грам не вратив. И здраво е, и лесно е, и брзо е, и топло препорачувам. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Дебатираме за економијата и бизнисот. Арсовска во оваа политичка неизвестност, кога и економијата е во грч, но и бизнисмените не влегуваат во нови инвестиции, како што впрочем можевме и да дискутираме вечерва. Гледаме дека и граѓаните се воздржани од трошење на пари, па како ќе заврши оваа криза, оваа воздржаност и кога може да очекуваме македонската економија да се врати во нормален колосек, онака како што одеше пред една година со добри стапки на економски раст, нови инвестиции и вработувања? Во секој случај личната потрошувачка има навистина голем удел во целокупниот економски раст покрај оние останати фактори кои што ги напоменавме. И тоа директно влие на македонското стопанство, затоа што кога нашите граѓани не трошат во нашето стопанство, во ова потрошувачко општество, значи дека прво се воздржуваат, второ не можат и оние бизниси чии што таргет е целокупното население, нели нормално да остварат раст и има навистина негативен ефект. Тоа е она кое што ви кажав дека сите овие работи на кои што ние денеска дебатираме, разговараме, дискутираме, како сакате кажете, можеме да ги ставаме на разни основи и да даваме разни решенија, меѓутоа во оној момент кога чинителите на целата оваа политичка неизвестност ќе разберат дека навистина се креира огромна штета по македонската економија, по македонското стопанство, верувам дека тој ќе биде денот кога целата оваа криза ќе има своја разрешница. Треба да се биде свесен дека сето ова кое што се случува сега ќе има долгорочни последици. Сите оние граѓани кои што се воздржуваат од и тука нели се случува тоа намалување на личната потрошувачка, ќе почнат нормално да ги следат тековите на животот. Меѓутоа сите оние бизниси кои што ќе згаснат во тој процес, многу ќе биде тешко, најпрвен тешко е да почнеш нов бизнис. Знаеме дека нов бизнис, нови компании, па најпрвен кога немаат собствено портфолио, тешко доаѓаат до финансиски средства, немаат бонитет, немаат историјат, немаат по кој основ да добијат финансии.
Тоа е број 1, а број 2, откако бизнисот еднаш веќе ќе згасне, тој многу тешко може да се поврати назад од релативно да кажеме од ситуацијата во која што се нашол, затоа што конкуренцијата оди напред, затоа што се губат клиентите, се губат потрошувачите, се губат добавувачите и е нешто на кое што треба повторно обсежна анализа, најпрвен да се преземе и кога ќе се согледаат долгорочните последици кои што ќе се имаат. Јас не верувам дека има човек во Република Македонија кој што ќе рече дај да продолжиме со оваа криза од едни или од други или од трети причини. Верувам дека ќе се најде соодветно решение, меѓутоа тоа мора да биде во навистина краток рок. Цела година и пол апелираме ова да се случи. Што треба да има како резултат на оваа криза, јас не знам, за да разберат дека последиците, иако не ги гледаме сега, тоа е затоа што нешто се одработило наназад и имаме нели нормално проекти во тек кои што се движат и кои што се довршуваат. Што понатаму, кога не се отпочнуваат нови? Што понатаму, кога не се цели кон нови инвестиции? Што понатаму, кога компаниите не градат напред? Значи, тие се оние анализи кои што треба да се направат и кога ќе се согледаат резултатите кои што ќе произлезат од долгорочните негативни ефекти кои што ќе има оваа криза врз македонската економија, јас верувам дека нема разумен човек кој што би терал напред и би продолжил со оваа ситуација. Да, политичарите треба да најдат решение за да и македонската економија се врати во нормален колосек, за да бизнисот не трпи. Споменавме откажани нарачки, што велат странските партнери, оние со кои што соработуваат вашите фирми? Претежно соработката со странските партнери и нивните планови за влез во македонскиот пазар и инвестиции од капитален аспект, значи нови инвестиции, нови отварања на фабрики, малце се отежнати во оваква ситуација кога веќе ние како домашни бизнисмени размислуваме за некои нови потези, за нови инвестиции. Така да секогаш кога сме во некои разни форуми надвор од државата со разни компании, првото прашање што ќе ти го постави е, значи, што се случува во Македонија, каква е состојбата. Значи, секој бара стабилност за да влезе во тој пазар. Така да во ваква ситуација ние мислиме дека сите се во некое очекување за да се подобри состојбата. А за да се подобри состојбата, значи, треба политичарите да седнат и да размислат за иднината на државата, оти со вакви потези, значи секој да влече по своја страна, не гледаме некоја перспектива и ако веќе трае подолго, се тоа што е планирано ќе згасне и сите нови идеи за нови инвестиции од странски инвеститори, значи ќе се насочат кон други држави каде што има поволни услови. Така да треба стварно паметно да се размислува како да можеме ние лично домашните и странските инвеститори таа соработка и тие инвестиции, значи да ги изголемиме, да бидат што постабилни и поперспективни за иднината. Рековме дека можеби во моментов не се чувствуваат големи последици, но на долг рок тие би биле уште поголеми доколку кризата се продлабочи. Дали во вакви услови коморите се мобилизирани и размислуваат превентивно, односно за некакви антикризни мерки? Па во Сојузот на стопански комори, значи гранските, секторските комори, регионалните комори ги имаат оние сите своји редовни управни одбори на кои што се дискутираат сите овие теми и нормално најактуелна тема како и на управниот одбор на Сојузот на стопански комори е оваа политичка нестабилност со која што се соочуваме. Антикризни мерки ние не би можеле да предлагаме во овој момент затоа што ние не знаеме каде одиме во моментов. Значи, за да знаеш кое ти е решението, треба да знаеш кој ти е проблемот. А ние во овој момент не знаеме кој ни е проблемот и притом не можеме да дадеме решение за истото. Во нашето работење секогаш сме биле конструктивни. Во минатата година, како и предминатата година, пакет на мерки кои што се во интерес на компаниите, во интерес на подобрување на деловното работење во Република Македонија, доставивме до надлежните институции. Се надеваме дека поради оваа ситуација која што имаме, се уште немаме одговор на имено на истите, иако го очекувавме уште минатиот месец да имаме
конкретен одговор кои од тие барања се прифатливи, затоа што обично тие се роковите со кои што досега сме се соочувале, меѓутоа бидејќи ситуацијата е таква каква што е, моравме да се соочиме со одредено досање во сите овие процеси. Она на кое што стопанските комори апелираат и кое што е многу значајно е дека и покрај тоа што се случуваат овие, да кажеме, оваа кризна ситуација, мора да се има на ум дека институциите мора да функционираат. Начинот на кој што тоа ќе се води или начинот на кој што тоа ќе се прави е навистина, да кажеме, на второ, мора да биде, не можам да кажам дека е занемарлив или дека не треба да се земе во предвид. Меѓутоа, дека мора да функционираат институциите, за да функционира стопанството, за да функционира државата, тоа е нешто кое што е навистина неизбежно и мора да се обрне навистина големо внимание. Бизнисот е столбот на македонската економија и ова влада, оваа гарнитура досега градеше еден партнерски диалог токму со бизнис заедницата. Има ли слух секогаш за барањата на стопанството? Па, ние како комори, конкретно нашата комора на Северозападна Македонија, и лани, истиот период, баравме од нив повеќе соработка и повеќе ангажман околу економските прашања во смисла дека ние како бизнисмени, значи сме со повеќе искуство и ние сме тие кои одлучуваме и знаеме за секој бизнис што му треба за да има повеќе успех во нивниот развој. Меѓутоа, и на неколку наврати сме побарале, значи, таа соработка да биде на повисоко ниво и третманот кон стопанските комори и нивните членки да биде по-специфичен во смисла на економските прашања и во нивните економски стратегии, значи, пред 2 месеци ќе беа најавени изборите на 24 април. Ние претходно како комора имавме стратегија со сите политички субјекти, значи да ги повикуваме при нашата комора да ги пренесат нивните економски платформи, за ние како комора после сите тие платформи да ги сублимираме, да излеземе со наш јасен став и наш економски, значи економска стратегија за идниот период, значи доколку би биле изборите, и испадна дека повеќето од албанските партии беа присутни, меѓутоа после тоа испадна дека изборите се одложија и останавме на ситуација каде што тој договор и таа соработка во меѓувреме се прекина, но се надевам дека таа соработка ќе продолжи и значи барањата на коморите ќе бидат во нивните изборни програми и тие би биле, мислам, најреални и најконкретни барања каде што ние како бизнисмени имаме осет и знаеме подобро што е приоритет во смисла на економски прашања. Така е, голем дел од партиите токму и на изминатите избори, програмите им се заснова најголем дел на економијата. Уште една куса пауза и ја завршуваме вечерашната емисија. Само за проектот Купи куќа за млади, Ход и Ход ги намали цените на неверојатни 280 евра за метар квадратен, на принципот клуч на рака. Дојдете во Ход и Ход за заеднички да го проектираме вашиот дом. Помагаме при аплицирањето во банка. Ход и Ход за проектот Куќа за млади нуди градежни парцели за изградба на куќи. Млади, купете куќа. Купете во Ход и Ход. Боми 10 логистик, транспорт, шпедиција, царинско складирање, 24/7 локална царина, царински магазини во Скопје и Куманово, 180 милиони километри искуство, ефикасно, сигурно и навремено. Боми 10 логистик. Генатурал 3 во 1. Во една капсула храна, кислород и енергија.
Мојот избор е Г-Натурал. Вие сте со отвореното студио на телевизија Нова. Дебатираме за економијата. Арсовска, рековме и вие лично апелиравте колку побрзо заврши оваа политичка криза, толку побрзо ќе се врати и добриот деловен амбиент и стабилноста за водење бизнис. Оптимисти сме секогаш. Оптимисти бевме и во ова измината година. И тоа ни останува да продолжиме да бидеме оптимисти, затоа што ние сите како бизнисмени целиме кон тоа да одиме напред, во ниту еден случај не се враќаме наназад. Што ќе донесе тоа наше движење напред, ќе видиме во следниот период, меѓутоа основниот предуслов, стабилноста на политички план е предуслов и за економската стабилност во Република Македонија. Многу е важно да имаме брза разрешница, која е таа не знаеме, ниту навлегуваме, не е наша да се занимаваме со политичките аспекти на партиите со кои што во моментот оперираат, преговараат и така натаму. Меѓутоа, она кое што е наше е да апелираме кога гледаме дека има одредени поместувања во стопанството, кои што можат да имаат долгорочни ефекти во економијата и бидејќи досега имало слух, се надеваме и сега дека ќе има слух, особено бидејќи се работи за општа добробит на целото наше општество. Република Македонија градеше на вистина стабилна економија, беше едно од ретките примери и светла точка во овој балкански регион за најдобро растечка и најбрзо растечка економија. Сметам дека треба да целиме и тоа да ни биде иднината, а не да ни биде нормално враќање назад, успорување на сите овие процеси и нормално намалување на економскиот раст. Лошо е ако економијата забави, особено затоа што токму Македонија, како што и вие рековте, а тоа го покажуваат и извештаите на меѓународните финансиски институции, бележеше и највисок раст во регионот и Европа. Хоџа, има ли оптимизам повторно Македонија да биде лидер и во регионот и пошироко? На економски план. Во ваква ситуација не би рекол дека е оптимистичка, меѓутоа во основа имаме подлога каде што може да се насочиме и сите наши предвидувања би биле оптимистички во случај кога би имале постабилни услови и пофлексибилни односи кон бизнисот и кон инвестициите. Ние како комора секогаш сме биле спремни и сме спремни за соработка и за нови идеи и за нови можности за бизнисмените и за општеството во целост. Ситуацијава може да се подобри секогаш и ние сме спремни и секогаш оптимисти во тој аспект. Во нашиот случај имаме сега задолженоста е малце проблематична во смисла дека државата треба да размисли повеќе, да не се задолжи во смисла на некои непрофитабилни инвестиции или да се насочи повеќе на некои капитални инвестиции, каде што тие инвестиции би биле после бенефит и за нас и за идните бизниси нови кои би влегле во овој пазар, да кажем. Капиталните инвестиции се важни за секоја економија, па така се клучни и за развој и раст на македонската економија. Почитувани, ви благодарам што бевте дел од вечерашното отворено студио на телевизија Нова. Почитувани гледачи, ние ја анализиравме економијата. Македонија повеќе од една година е во криза. Со моите и ваши гости зборувавме за тоа колкав данок плаќа македонската економија и дали е заложник на политичката криза. Ве поканувам да останете со телевизија Нова и да ги слушнете најновите информации. Гледајте не.